Сега са другия слог. Драги родители, почитувани гости, почитуван градоначалнику, господине Пецаков и советници на општина Охрид, ви посакувам топло добре дојде во името на сите ученици и вработени од основното општинско училиште Григор Прличев. Посебен поздрав упатуваме до нашите гости од спратимените училишта Јован Поповик од Крушевац и Свети Климен Дохридски од Битола. Вечерва сме заедно да му дадеме почит и достоинство, да го одбележиме името на нашиот патрон Григор Прличев. Секој македонец, а пред се охриѓанец, се соживува и живее со делата на величествениот Прличев. Не случајно, многу институции, вклучувајќи и нашата,
го носат името на еден од најголемите охридски синови. Свесни сме за неговата големина, најмногу заради совршенството на поемата Сердарот и добивањето на сите почести во Атина, вклучувајќи го и славниот Ловоров венец. Тој е најблескавата поетска фигура во македонската литература од 19. век. Безбројните стилски фигури ги красат приличевите дела и ги прават уште помојкни, повредни, потешки. Прличев живеел, живее и ќе живее за секогаш. Ја поканувам директорката Лилјана Евтимовска да ви се обрати со поздравна реч. Јас сум бесонец и мојот труд е неуморлив, зборови на Прличев кои се инспирација на оваа генерација негови следбеници. Почитуван заменик градоначалник господин Божиновски, почитувани представници на општина Охрид, почитувана Олга Прличева, почитувани гости од збратимените училишта Јован Попович од Крушевац и Свети Климент Охридски од Битола, почитувани представници на Гете институт, почитувани представници на образовните и другите институции, драги ученици, драги колеги, почитувани родители. Одбележувањето на патрониот празник е дел од традицијата на нашето училиште, а традициите се важен дел од нашето минато и нашата историја. Затоа треба да ги негуваме и почитуваме. Прличев поседуваше остар и критички ум, силна меморија, широко знаење и извонредна дарба на говор. Важеше за човек со исклучително силен карактер, енергичен и праведен. Делото на Прличев не задолжи да го чуваме и негуваме неговиот аманет како наше најголемо богатство и постојано да работиме за подобра иднина на нашите деца. Нашето училиште, кое со децении гордо го носи неговото име, од секогаш било и е препознатливо по отвореноста и посветеноста кон постигнување врвни резултати. Нуди еднакви можности на сите ученици, го препознава, наградува напредокот и високите достигнувања и создава висококвалитетен и представителен модел на училиште. Драги ученици, бидете горди на името Прличевци. Неговото слово и саможртва како човек, поет и влюбеник во својот народ и татковината, нека ви биде вечен поттик и восхит за постигнување повисоки цели. Нека ни е честит и вековит патрониот празник. Слава му! И оваа учебна година, учениците имаа можност да го покажат својот талент преку дела од литературно-ликовен карактер. На литературниот конкурс на тема "Неуморлив е трудот на бесонецот за татковината", прво наградени се учениците Матеја Колеска од 5-3 и Ивана Митре од 9-2 оделение. Да ги слушнеме прво наградените литературни творби. Неуморлив е трудот на бесонецот наш. Живот твој, со предизвици и мака, твојата колевка трошна, ја обви со црнила и тага. Остана таа, мајка херој, со невидлива болка и солзи, како звезда во темнината, да го бележи твојот пат со љубов кон иднината. Чекореше тивко, по калдрмата стара, со желба за успеси вредни, да спасиш мајка, изморена стара, да спасиш народ, угнетен и клет. Убавиот збор те водеше до врвови свети и борба
со непријатели клети. Во борбата победник излезе ти, и со лаврите среќен се закити ти. Денес тесните улички за тебе шепотат милно, за твоите дела, за твојата бунтовност, за твојата борбеност вишна. Маката твоја, Григоре, и денес со тебе ја делиме, но ти ни го покажа патот смел, по кој треба храбро да одиме. Гордо исправени ќе кориме, во срцата грижно те носиме. Ветуваме, Македонија, во убавини ќе ја оставиме. Неуморлив е трудот на бесонецот за татковината. Со трудот и упорноста наша мора да узечуваме нашето богатство. Незалудно Подгорец рекол: чувај го јазикот како црнката во очите. Нурнете и ископајте во длабочините на овај скапоцен и единствен бисер. Ќе ја почувствуваме неговата тежина и ќе ослепиме од неговите искри, кои овој народ со труд, пот и секакви тешкоти успел да ги зачува. Доста тонеме како брод со пукнато дно, кое едва и плови низ мрачните, солени и морски води. Време е да се разбудиме од долгата приспивна ноќ и да се посветиме на вредниот и работен ден, бидејќи неуморлив е трудот на бесонецот за татковината. Ајде сега со нашиот труд да нанижеме бисерен гердан кој би стоел на чист бел врат. Македонштината ќе се зачува и ќе се бориме за неа, како што и во црно-белите времења се бореле Делчев, Сандански, Груев, Питугули, Прличев, Мисирков, Конески, Рацин, Андреевски. Моментално сме како замрзната пеперутка, која сепак дава вистинита надеж. Затоа, расшири ги своите крилја, Македонијо, полетај и кажи им на сите дека се уште сме тука, не сме се откажале, ниту пак сме те предале. Навистина, ја немаме доволната сила да направиме огромни промени, но и со нашата мала сила можеме да направиме мали промени на огромен начин. Благодарам. Во продолжение, да ја проследиме програмата која подготвија учениците заедно со нивните наставници во чест на нашиот патрон. Не сум веќе
Здраво, живо, пријатели! Здраво живот, Трајче. Ајде, со среќа да е. Фала. Епа, ајде Трајче, со среќа нека е. На вистина си се армасал. Вистина, вчера си дававме збор. А не ти е рано? Малку ерген да падеше. Господа те види. Ја, мајката, па ставам кој овде. На вистина, Јован, до кога мислиш вака, зашто не се жени со повреме? Види сега, а некој се жени, мене ќе ме задавате. Трајче се женил. Стојан се женил. Па и јас да се женам? Не се женам. Знаеме зашто не се жениш, Јован. Знаете, сите знаете. А некој се жени, мене ќе ме задавате. Мислите, многу ми е гајле. Ја, некоја друга да ми јаде парите. Така ли е, гоце? Така е, така. Еми, ако најдеш нека ништо што не јаде, ќе се ожениш? Ако има пријателе таква, ќе се оженам. Ама нема. Еми, ако има, Еми, ако има, уште утре се женам. ајде си рака. Ајде, добар ден, домакинке. Здраво живо. Еми вака сега. Не ти мислам лошо, а како ќе ти биде, до тебе, знаеш. Мене ми е доста од мојата сиромаштија. Цел живот со татка, а сално не се најадовме и сега додам кај оној да ми ги брои залаците, доста ми е. Еми нема да ти ги брои залаците. Толку му ветив дека ќе му најдам невеста што ич не јаде леп, ич. Таа да ја бараш на друго место. Каде? Знаеш каде? Таму, на гробишта. Таму може ќе ја најдеш. Таму раздаваат за душа на умрените. А мори ти мене не ме разбереш или не кеш да ме разбереш? Ајде де, кажи. Еми нему ќе му кажеш дека не јадеш леп. А кога ќе влезеш в куки, имаш малку акал во главата, ќе се снајдеш и ќе јадеш колку што сакаш, нему ќе му го дотераш умот. А ако не биде така, да умрам за јадење? Не, ич, не сакам, не. Еми, тогаш вака. Ти убаво размисли утре, па јас и тој да појдеме тука и да се договориме. Арно велиш да размислам. Ако не смислам ништо, да не се лутиш, ако? Јас посекако си останав неомажена поради мојата сиромаштија, па со тоа си се помирив. Ако не ми фати пак колко, јас пак ќе си останам кај татка. Тој да не си е сам дома, јас кој овој да не трга маки. Така. Ти убаво размисли си до утре, па што ќе правите, ќе правите. Ајде така, нека биде. Епа, ајде со здравие. Со здравие. Доцни пријателов. Здраво живо, пријателе. Здраво живо, пријателе. Ја познаеш кој е? Ја познам како нека сум ја познал. А сиромаштија. Од сиромашна куќа. Сиромаштија, ама ако е богата нема можеш да ја чуваш без јадење? Не. О, ти знаеш, богатите се такви, чувани, галени, нахранети, мислам, таква не е за тебе, ич. Не. Ич. А велиш леп не јаде, а? Не, ич не јаде. Па, да појдеме ќе чуеш се што треба. Ајде. Здраво живо, домакинке. Добре дојдовте. Татко ти тука е? Татко е паргатлак. Еми и тој треба да чуе за ова работа. И јас бев, ама се вратив, нели? Така се договоривме. А да влезевте дома, да се напиевте по едно ракијиче? Не. Јас не сакам. Тоа ако сака. Не. Вака, не ќам ни јас. Да се договориме за оно што треба. Ево го човеков, со него договори се. Тој нека ти каже се што сака и како сака. Ајде. Види сега. Јас, невеста, долго време барав. Ама не можев да најдам таква како што ми треба, разбираш? Остарев што се вели, жена не најдов.
Еми да ти кажам, на години и јас не сум млада, па затоа мана не ти наоѓам. Туку да ми кажеш ти, што е тоа што го нема девојките, а ти што го бараш? Види сега, јас сум голем домакин. Кај мене, разфрлање, пона, ти реков ми рече такви работи нема. Јас барам жена, леп, иш да не јаде. А јас мислев мајта си игра со мене. Немам што да кажам. Тоа што е, Значи велиш, бара жена да не јаде леп. Еми да, Еми да ти кажам, таа сум. Од мене арч нема ич да имаш. Не јадам, не пијам и не расфрлам. Така. Значи, се договоривме. Свадбата... Што свадба бе? Каква свадба бе? Вујко ми Бараков 3 пати се женеше, една свадба не направи. Јас сега свадба ќе сум правил. Ти утре си собериш парталите и кај мене дома, јасно? Арно да Арно, речено Врви сторено, ти. ајде се здраво. Здраво, живо, пријатели. Еве го Јоване. Епа, ајде Јоване, кажувај, како е со невестата? Те слуша ли? Сполајте, пријатели. Се родив. Се погоди со бирачка, не расфрлачка. А зона вистина леп не јаде? Не јаде, бре. Како ќе си го оставам лепчето, така ќе си го најдам. А пријателе, колку време е кај тебе? Има месец? Па... Има месец, 2, 3... Абе, пријателе, знаеш, кога ти убаво времето не го броиш. Така е, така. Ами, си задоцнил надуќан? Не бре, шо тамам си е времето? Јас друго барам. Што бараш бре Јоване? Сум ги заборавил клучевите. Дури сега ќе задосам. Ај со здраве. Ајде. Бре, жива жена леп да не јаде. Не можам да се изначудам. Кутрата жена, жив ѓал. Ке се снајде, пријатели, ке се снајде. Доманкин ќе се врати по клучевите. Што е ова? Амори, што е ова? А? Еми, мекици домакине, не гледаш? Амори, гледам оти се мекици. Амори, ти леп не јадеш? Јас леп не јадам. Нели така ми викаше, што е сега ова, кажувај? Еми, ова не е леп, мекици се. Амори, гледам оти се мекици. Еве на, мекици. Ами ај кеше се мекици, оти си направила 3 тави, а? Епа вака, едната за мене, другата за тебе и третата за татка. Сусмори! Толку ќе правам, повеќе не правам. Сузмари, амори кажи нешто арно, нешто умно. Тоа сакам да го чујам. Арно умно, тоа е едната за мене, другата за тебе и третата за татка. Така ќе правам, ката ден. Едната за мене, другата за тебе и третата за татка. Амри ти умна ли си што зборуваш, а? Амри ти знаеш ли од вакво нешто сега јас?
Може да си умрам. Што сакаш да не грам? Како сакаш да си умрам? Вака, како сакаш, а? Еми, домакине, и мене ми е животот мил, и јас сакам да јадам. Еми, ако не јадам, ќе ти умрам. Така да знаеш. Едната за мене, другата за тебе и третата за татка. Леле. Амори ти нема жал за мене, а? Амори овде има мекици за 2 години да јадеме. Кажи, ти појке нема мекици, а правиш ти ке ти умрам! Едната за мене, другата за тебе и третата за татка. Лото. Испушти душа. Сега ќе си умрам. Дај ми нож да се пробудам. Ми е жал за лиштава. Инаку со нож ќе се пробудев, така си знаеш. Сега ќе си умрам. Умирам, ори. Амори оди викај па луѓето ти умирам. Ке ги викнам, како не? Испушти душа. Лото. Ке си умрам, леле. Господи Боже, што се намори ти? Амори, станува, Оди викај по луѓето, домакинот ми умре, од ти мекици правев. Што ме гледаш? Јарно, ке ги викнам. Ке си легнам и ке си умрам, така си знаеш. Еве, умирам. Бре, мајка, овде ладно е, после ја не се пишманам, ке настинам. Леле, шо масло има ставено. Сандак ми донесовте? Тука е, пред врати. И се што треба за погребување. Тука е? Се ти Азар, Шторене. Море, аре, Назар, ти мене ми стори джанам. Море, ти сам си се договараше. Јас само те однесов. Ти, мори, што ме гледаш, мори ти? Амри, кажи нешто, ти ке ти умрам. Ке кажам, како не ке сум кажела, едната за мене, другата за тебе и третата за татка. Леле, готово, погребувајте. Што ме гледате, носете ме на гробиштата. Човек до гробиштата немојме да го досиме. Кажи нешто, душманке, оти умирам. Ете, како што гледам, не умираш. Абри, кажи поинаку, одречи, немој така велиш. Едната за мене, другата за тебе и третата за татка. Хајде, готово. Закопајте. Закопувајте. Како бре човек, жив да те закопаме? Еве ќе те оставиме тука како што сакаш. Ќе те закопаме кога ќе испуштиш душа. Греот е, бре, Јоване. Пред Бога да те закопаме без душа да не си испуштиш. Абе, покрите ме,
За покривањето ќе ги прашаме бабите, тие подобро ги знаат овие адети. Бабо, што велиш, да го покриваме? За закопувањето, знам дека не може. Никако. А колку за покривањето, може. Леле Јовче! Амори ти доста, не е за плачење. Не мислев дека до тука ќе дотера. И што да правам јас? Знаеш што, ќе си одиш дома, ете тоа ќе правиш. Не знам дали дома или кај татка да си одам. Што бараш кај татка? Моди кај него дома, оди. Ти ќе одиш дома кај него, а јас ќе му ја мислам. Кај што има лек, има и здравје. Сите ќе си одиме. Тој нека прележи ноќеска овдека, нека види како е. Па утре ќе дојдеме да видиме дали испуштил душа или не. Јовче, мисли ноќеска. Мислам. душа, луѓе! Леле! Грешна душа, ќе боли! Грешна душа! Грешна душа, ќе боли! Грешна душа! Леле! Грешна душа! Леле, ѓаволи! Што да му правиме на ова грешна душа, што дошла пред нашиве порти? Прво да видиме што сгрешил и колку сгрешил. Па според тоа да му судиме. Дајте ми го дефтерот. Леле, ништо не читам. Многу е грешен. Право во косаните со катран ти таму е за скржавите. Но овој му нема спас. На жена и леп ични и давал да јаде. Тој е скржав и тој е за кај нас. Што правил со парите? Ги гледал, ги чувал, ги галял. А леп ич не јадел. Многу се радувам што другите ќе му ги јадат и трошат парите. Жена му ќе направи таква гозба, што ќе се гости целото село. Многу лесно се арчат неспечалени пари. Душава ми се поли кога вакви грешници. На таквите, така му треба. Ајде сега, да го носиме во пеколот, кај што се неголемите скржавци. Чекайте бргаволи. Ајде прво да го изнатепаме, па потоа ќе го носиме. Таков е редот. Утри! Мале ме! Мале ме, луѓе! Доста е. Утре, кога ќе го закопаат, ќе му мавниме по една ластегарка. А потоа право в катран. Луѓе, шо месла иде. Си бегам побрзо. И сега, што да правам со овега? Како да го кандисам да си дојде дома? Чекај, да видиме дали е се уште жив.
Може би човекот после овие маки навистина испуштил душа. Ајде бре луѓе, да го открием. Леле, воскреснал, луѓе, што сторивме сега? Тикви воскреснал. Како може катил човек да воскресне? Ајде барајте го по гробиштава. Еве го бре. Тука сум, луѓе. Што бараш бре ова не таму? Не е закажување, луѓе. Синоќа кога ми дојдоа тројца ѓаволи, удри, мавај, грбот како стомаков ми го направи. А бре ти, домакине, ке береш да си дојдеш дома или сакаш пак да умреш, а? Не. Ке си дојдам. Ама ако ми направиш мекици. Колку мекици да ти направам? Еми уште 3. Едната за мене, другата за тебе и третата за татка. Јовче, Јоване, кажи кои ѓаволи, какви ѓаволи, што ми ти правеа, синко? Не е закажување, папа. Ајде да ми раскажи. Да си ојме. Лекот бил 2 пари. Ама човек треба тоа да го знае. Кој дели изобилно, се повеќе има, а кој скржави, се посиромашене. Благотворната душа наоѓа подкрепа, а кој ги напојува другите, сам ке се напои.
мене, јас без тебе. Кога си сам и каждого се да не ти се Христе, Македонија.
Ова е крајот на годинешното чествување. Ви благодариме на честа и вниманието со кое не следете. До скоро видување.